А сега поздравете го председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Бранковски. Добро вечер, Крива Паланка, добро вечер, почитувани граѓани и драги пријатели. Наискрено од срце ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас. Што дојдовте и покажавте дека ништо не може да не спречи. Ниту тропските горештини, ниту нивните закани и уцени. Ова лето во Македонија ќе се памети. За ова лето уште долго ќе се зборува. Погледнете ги само овие од власта. Ама баш ништо не им е јасно. Изненадени, збунети, загрижени, а најмногу од се уплашени. Се чудат и се прашуваат што ли му се случува на народов. Среде лето протести и митинзи. На 40 степени полни плоштади. На секаде врие како во кошница. Си викаат, па нели се исто правиме како во изминативе 6 години. Ред лаги и реклами, ред закани и притисоци, ред споменици и фонтани, ред казни и инспекции. А Есапов на крај не ни излегува. Есапов е различен. Место аплаузи, револт и свирежи. Место мир и покорност, штрајкови и протести. И никако не може да сватат и разберат дека нивното помина и заврши, дека се прочитани, дека лагите се потрошија, а стравот исчезна. Никој повеќе ниту им верува, ниту им се плаши. Конечно дојде денот. Македонија се буди, народот се крева, грме и гласот на обесправените и понижените, на излажаните и искрадените. Ечи на секаде доста беше, доста им ќутевме, доста ги трпевме, доста им се плашевме. Ова е наша земја и од нас зависи. Ние ќе одлучуваме каква ќе биде. Ова се наши животи. И од нас зависи. Ние ќе решаваме како ќе ги проживееме. Ние заслужуваме подобро. Ние ќе се бориме за подобро. Ние ќе победиме за подобро. Драги пријатели, не чека решавачка битка. Не чека референдум за нашата еднина. Не чекаат локални избори од кои се ќе зависи. Ако нив ги добиеме, со оваа власт е готово. Тие ќе си одат и од власта и од нашите животи. Народот ќе си ја врати државата во своји раце. Ќе означи нов почеток. Ќе почне да си ја живее иднината. Влогот е голем, огромен. Или тие, или ние. Ова е време на дефинитивно определување. И од тоа бегање нема и не смее да има. Нема место за калкулации, за дупли пазари, за седење на две столшиња, сончогледи и полутани од било кој тип. Ниту ни вршат работа, ниту ни требаат. Во оваа битка ќе победиме ако сме искрени до крај. Ако го извлечеме најдоброто од себе. Ако не се штедиме. Ако ги заборавиме личните и партиски интереси. Ако народот и државата ги ставиме на прво место. Почитувани граѓани на Крива Паланка, јас знам, целосно сум сигурен дека овде во вашата општина
го најдовме вистинскиот човек за предводник во таа битка. Во подолг временски период наназад, од разни страни од Паламечко, ми доаѓаа информации дека постои една личност со огромен углед и авторитет. Чесен, одговорен, сериозен, скромен. Дека го знаат и почитуваат сите, и него и неговото семејство. Дека кога тој би ја прифатил кандидатурата за градоначалник, тоа би било чест и гордост за цела Крива Паланка. Но во исто време кај сите беше присутен сомнежот дали покрај таква успешна кариера, покрај таков мирен и спокоен живот, тој би се согласил да влезе во една ваква жестока политичка битка. Спроведовме истражувања, направивме и повеќе анкети. Покажаа дека тој човек има поголема поддршка од граѓаните отколку сите други кандидати заедно. Побарав да се сретнеме. И што ми кажа? Председателе, имам златна струка, доктор специјалист. Имам ординација која успешно работи. Имам многу пациенти кои ме почитуваат и кои јас ги почитувам. Во политиката никогаш ниту сум мислел, ниту сум сакал да влезам. Ама ова што ни се случува не е нормално. Ова време не е обично време. Чувствувам огромна одговорност да направам нешто, да помогнам работите да се сменат кон подобро. И затоа прифаќам да бидам кандидат за градоначалник на листата на Социјалдемократскиот сојуз. Горане, ти благодарам. Не само затоа што прифати, туку и затоа што си пример за многумина други. Пример за одговорност и пожртвуваност, за храброст и решителност. Ти посакувам успех и победа. Знам дека Крива Паланка во тебе ќе добие градоначалник со кој ќе се гордее. Вистински домаќин и татко на градот. Драги пријатели, Македонија денес е држава со големи, со огромни проблеми. Животот на луѓето е се потежок, се помачен. Народот ни страда како никогаш досега. Ние сме земја на сиромаштија и мизерија, земја на невработени и социјални случаи, на задолжени фирми и уште позадолжени граѓани, на блокирани сметки и невратени кредити, земја преплавена од судски извршители, земја на лажни синдикати и полтронски комори. Македонија денес е земја на незадоволни и несрекни луѓе. Тешко им е на бизнисмените, а уште потешко на работниците. Тешко им е на лекарите, а уште потешко на пациентите. Незадоволни се професорите, а уште понезадоволни студентите и учениците. Несрекни се дукјанџиите, затоа што повеќе инспектори од муштери им влегуваат. Поголеми им се казните од целата роба што ја имаат. Несрекни се и пазарџиите, затоа што нема кому да продадат. Несрекни се и купувачите, оти нема со што да платат и со што да купат. Македонија денес е земја на државен криминал и корупција, на фиктивни договори и лажни анекси, на министерства пералници за пари, на министри местачи на тендери, на рекетари во инспекцијски служби, на силеџии со полициски значки, земја во која казнени експедиции собираат арач од народот за да можат вождот, пастирот, фамилијата да си го тераат кејфот и да си ги лечат фрустрациите. Македонија има власт која невработеноста е решава со бришење од евиденција. Сиромаштијата е решава со бесплатен балет и опера. Долговите кон фирмите со казни и со кривични пријави. Политичката конкуренција е решава со апсења и монтирани судски процеси. Критички настроените медиуми ги решава со нивно затварање и гаснење.
Македонија има власт која историјата ја почитува така што ја фалсификува, уметноста ја негува така што ја цензурира, религијата ја величи така што ја злоупотребува. Македонија денес има власт која не потценува како луѓе, која не смета за неуки, за наивни, која мисли дека може бесрамно и бескрајно да не лаже, а ние да веруваме. Стопанството ни пропаѓа, економијата ни е во минус, во рецесија, индустриското производство веќе 9 месеци поред опаѓа, а тие ни прават филмови. Де Македонија е најдобра во Европа, де Македонија е трет реформатор во светот. Народот тоне во мизерија, а тие ни пуштаат спотови со среќни и насмеани луѓе, задоволни од животот, задоволни од власта. Чиниш мет и млеко тече по улици. До сега во нашата историја не се видело ниту поголема сиромаштија, ниту по безобразно трошење на народни пари. За 6 години 100 милиони евра дадоа за владини кампањи, за лажни реклами, за спотови и огласи, за перење на мозокот на луѓето. 350 милиони евра фрлија во камења, во мермер и бронза, на само 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Споменици, скулптури, триумфални капи, восочни фигури, скапи мостови со уште поскапи огради. Жално е, срамно е, греф е. Луѓето немаат леб да јадат. Луѓето немаат лек да купат, за операција да платат. А тие изгореа стотици и стотици милиони за лечење на своји комплекси, за кич и невкус, за невиден криминал и грабеж. Од земја за пример не направија земја за посмев, со прст да не покажуваат, во вицови да не споменуваат. Ете, тоа е, драги мои пријатели, резултатот на 6 години елементарна непогода наречена преродба. На 6 години лажни реформи и уште полажен патриотизам. Во сиот изминат период, целокупната власт во оваа земја се наоѓа во рацете на единствен човек. Тој е и премиер и председател на државата. Тој е и извршна и законодавна власт. Тој е и врховен и уставен суд, и главен скопски архитект, и главен уредник на пола медиуми. И наместо, после вакви катастрофални резултати, после вакви национални порази, да излезе пред народот, да ја прифати реалноста, да ја превземе одговорноста, тој и понатаму ја бара вината на секаде, кај сите други, само не кај себе. Продолжува да сее омраза, да прогласува непријатели и предавници, да го дели и меѓусебно да го кара народот. Тој и неговите изминативе денови во неколку наврати јавно ни порачаа дека дошло време за конечна, за дефинитивна пресметка меѓу двете Македонии, меѓу нивната и нашата Македонија. Па ако така сакате, ако така сте решиле, така и нека биде. Ајде конечно да се преброиме и да се знае кој пат оваа земја ќе го избере. Дали патот кон иднината или патот кон минатото. Ајде на вистина еднаш и за секогаш да видиме која Македонија ќе победи. Нека одлучи, нека избере народот меѓу криминалот на вашата една фамилија и иднината на 500.000 македонски фамилии, меѓу вашите камени споменици и судбината на 2 милиони живи луѓе, меѓу вашите триумфални капи, музеи, градски плажи и жални врби, или работните места, автопатиштата, гасификацијата, новите фабрики, меѓу очајот и пустошот до кој не доведе вашата политика и надежта и перспективноста на оваа земја, меѓу вашето силеđиство и јаздисаност и нормален живот во нормална држава. Нека одлучи овој народ и секој наш граѓанин
Дали сака да живее лажен живот од лажни реклами или вистински живот со свој труд и од своји пари? Дали сака да живее во постојан страв и со наведната глава или да живее слободно, демократски, мирно, спокојно? Секој наш човек во своје име и во име на своите деца нека реши дали сака да живее во античка или во европска Македонија, да живее со лагите за паљурци, хунзите и македоноидите, или во Македонија членка на НАТО и Европската Унија, седната на иста маса и со исти права со најуспешните, најбогатите, најпрогресивните. Нека одлучи овој наш народ и секој наш човек дали се согласува да продолжи да биде безгласна буква, тесто за месење, лажан и излажан, страден и искраден, или ќе се реши да живее гордо и справено, достоинствено, да му се слуша гласот, да му се почитува волјата, да биде свој на своето. Јас со таа одлука на нашиот народ не се плашам. Напротив, со радост, со верба ја очекувам. Попаметен е овој наш народ од сите нас политичарите заедно. Помудар е тој од сите квази интелектуалци, лажни експерти, измислени аналитичари собрани на едно место. Тој може многу да издржи, може многу да истрпи, може да истрпи дури и штетни политики, дури и подзабегани владетели. Но тогаш кога ќе се реши да се крене и да тргне напред, ништо не може повеќе да го запре. Тогаш кога ќе дојде клучниот, историскиот момент, секогаш овој наш народ знаел и ќе знае да ја донесе вистинската одлука. Почитувани граѓани, драги пријатели, време доаѓа тој клучен, тој историски момент. Ајде сите заедно, ајде сите сложно, сите храбро и решително да бидеме дел од таа голема одлука. Ова нема да биде битка за власт во државата. Ова ќе биде битка за државата, за нејзината иднина. Ниту јас, ниту Социјалдемократскиот сојуз не ве повикуваме да гласате за нас. Ве повикуваме да гласате за она во што самите верувате, да гласате за вас, за вашите деца, за вашето добро. Време е да се сврти нова страница, да се означи нов почеток. Време е да ја почнеме да ја живееме еднината. Време е за победа, за наша народна македонска победа.